Тема со гостинов во студиото 3 на македонската телевизија. Ја почнуваме вака. Стравични слики пристигнуваат од Мјанмар по земјотресот со јачина од 7,7 степени по Рихтер, уривајќи згради, оставајќи голем број на население без покрив на главата, притоа и голем број на жртви. Земјотрес со иста јачина во меѓувреме го погоди Банкок, но билансот на повредени и загинати е многу помал. Статистиките говорат дека дури 99,9% од градбите го издржале земјотресот. Зошто? А бидејќи на тема градежништво и квалитет веќе во Банкок не се дискутира, па еден од насловите кои можеше деновиве да се прочита беше и своевидна порака до сите кои се во градежната индустрија, вели градејќи не правите само згради, туку спасувате и животи. Ова беа доволни причини да ја отвориме оваа тема утрово во Македонија наутро за квалитетот на градбите, но и експанзијата и планското градење кое години отсуствува и веќе го гуши Скопје. Утрово разговараме со професор доктор Минас Бакалчев. Добро утро, професори, добре ни дојдовте. Да, добро утро. Професори, така и ќе започнеме соодветно на најавата. Природата се повеќе ја покажува својата сила. Единствениот начин како да се заштитиме со квалитетни градби, за кои што и глобално се повеќе се дискутира, а последниот пример со Банкок покажа дека токму квалитетното градење спаси голем број на човечки животи. Да, мислам, секако тоа е заклучок. Да, меѓутоа, еве, ние живееме во една вака динамична планета, жива, мислам, и вака ја забележуваме, мислам, преку одредени ексцесни ситуации, кои практично не кажуваат на начинот како да се однесуваме. Постои така еден начин на кој што се повеќе станува актуелен, се вели архитектура за влијање, дизајн за влијање, дизајн for impact. Значи, како да се одговори какви архитектонски решења токму во време на кризи, на климатски кризи, на елементарни непогоди, на хуманитарни, критични ситуации, на кој начин се повеќе свеста дека треба всушност на тој начин да се организираме, да премислуваме нашата околина. Да, овие слики на градби и градови кои ги гледаме во урнатини се драматични, тоа се лични трагедии, тоа се трагедии на цели заедници. Меѓутоа, од друга страна, тие сеизмички текови е многу тешко да станат споредливи. Иако го имаме овој случај, како што кажавте, меѓутоа, еве, има и одредена хронологија. Имавме пред една година, 2023 во Турција и Сирија, исто така еден разорен, би рекол катаклизмички земјотрес, тоа беше 7,8 и 7,7 со 50.000 жртви. Значи, исто така во Сирија, тоа е во Турција, во Сирија, према овие податоци од 5 до 8.000. Значи, а сега ако па споредиме со една хронологија на земјотреси во Јапан, тогаш ќе видиме дека таа разлика во однос на загрозеност е уште подрастична. Имаме еден мега земјотрес во Јапан од 2011 година 9,1. И со илјадници се. Меѓутоа, тука имаше и цунами се. И тоа сега не чини овака, не кажа, не ангажира на кој начин, мислам. А, например, Јапан е пример за тоа, парадигма на кој начин треба да се мобилизираме, како да гледаме, како да се организираме. Да, во него се вткаени и таа некаква древна мудрост и иновациите и постојана еден развој на кодовите за сигурност. Значи, континуирано се развива, не е тоа една статичка материја, преку неја може
постојано да кажеме да се апдейтира ситуациите, градбите новите, меѓутоа и старите, да се учи од трагедијата. Так. Тоа е трагично, меѓутоа треба да се учи од трагедијата и уште повеќе да се иновира и прилагодува. Так. Тоа се тие ситуации и тоа што го имаме од Јапан, а тоа што сите вака треба да го имаме пред себе, таа вака мобилност и таа, да речеме, култура како да се живее со земјотрес. И има еден концепт на иновациите да зградбите треба се повеќе да се флексибилни, да имаме таа сеизмичка изолираност. Добро, тоа се концепти. Меѓутоа, ако се посетиме сега на нашиот земјотрес и она што станува после него, имаме една таков објект, училиштето Престалоци. Знаете, тоа е сеизмичко изолирано, Алфред Рот е проектант од 1967 за она што сега станува важно. Така да тие трагедии треба да не учат. Да не учат. Така, да. Ќе се префрлиме ние на домашен терен. Овој дел од темата ќе го отвориме со линковското вклучување од Охрид. Колешката Сонја Рилковска веќе не очекува. Го поставуваме прашањето каков е Охрид низ очите на архитектите. Прашуваме и во однос на секако како тоа изгледа за око, но и од аспект на безбедноста при, не дај Боже, земјотрес. Сонја? Така е, добро ви утро, колеги. Ова е еден од главните проблеми кои што со години се провлекува во Охрид е урбанизацијата и постојано апелите на еколозите и на архитектите дека имаме масовна урбанизација, што е една и од клучните забелешки на УНЕСКО. Овде со мене е Ванчо Стојановски од Еколошкото друштво Грашница. Со него ќе подискутираме. Стојановски, како ја оценувате вие урбанизацијата? Имаме ли се уште масовна урбанизација и какви се штетите и последиците? За жал, не само денес, него во последните неколку децении, навистина во Охрид имаме една неконтролирана урбанизација. Прво, не е естетски, не му доликува на Охрид вакво ширење на градот, бидејќи ова микроподрачје не трпи не само масовен туризам, него и релативно големо население, бидејќи, кажам, сепак Охрид е слепо црево и нема капацитет економски за 50 или 60 илјади жители, верувајте, последниве неколку години како што се шири градот, значи во секој малку поголем двор никнува зграда, постоечката инфраструктура, дали водоводна, канализациона, за фекални води или секундарна канализација и патната мрежа, паркинзите се исти како пред, да не кажам, 10-20 години, и веќе наназад годините како се осеќа еден хаос во сообраќајот паркинзите, а посебно во летниот период, и каква слика ќе испратиме за еден Охрид, посебно за гостите од бившата Југославија. Верувате, јас сум живеел низ таа Југославија, добар животот, ќе спомнев дека сум од Охрид, значи со каков пиетет гледаа на нашиот град. Па сега странциве идат претежно поради културно-историските споменици. Исто така имаме доста бетонирање на обалата, несоодветни плажи, а бре Господ го дал тој песок, таа природа, земиси го чаршавчето, а не лежалки. Прво и не хигиенски, не естетски, визуелно не е добро. Значи, посебно тука би нагласил, значи, се уште немаме за паркирање овие катни гаражи. Се градат, пак ќе кажам, доста поради нехумано живење, зграда до зграда, десетина метра една од друга, без зелени површини, без качиња, дворно место за младите. Некаде, верувајте, скоро да нема пристап на соодветно возило, не дај Боже некој несреќа да се служи до некои населби кај што е претерана градбата со згради, па и индивидуални куќи. Стојановски, би сакала да ве прашам и во однос на нарушувањето на автентичниот лик на стариот град. Па видите, вака, јас би рекол да не бараме да не ценат од надвор, да бараме некои своји права или идентитет, ако самите не си го цениме своето. Значи, Господ ја дал оваа природа и оваа овдека Свети Климентов град, не случајно, значи, али, нажалост, не само во последни децени и порано, значи, не водиме доволно грижа околу културното наследство, па гледаме, значи, тука една неконтролирана урбанизација, посебно
ако се реновира некоја улица, значи несоодветно се поплочува со бекатон, коцки, тоа не би смеело да се дозволи. За жал, значи една од придобивките Македонија и Охрид добил град на УНЕСКО поради два параметри, што е реткост, неколку 30 и нешто градови во светот има таа можност, али за жал пак ќе кажа, па и го имаме тука и Охридско лето, значи и то како треба да се потрудиме што повеќе да го задржиме автентичниот изглед на градот и значи каде што се несоодветни улички дотерани, значи во секој случај, и би напомнал уште добар еден дел од новите градби што се и надвор од градското јадро. Малку да се внимава на таа наша охридска архитектура, секоја куќа малку да наликува на тоа нешто, па и зградите малку, во секој случај мораме на секој чекор од нашиот регион, во што поголема мера да задржиме нашата автентичност, бидејќи пак ќе кажам, гостите најмногу ги привлекува, значи културно-историското наследство, ова прекрасна природа и што повеќе природа околу езерото, а не урбанизација. Ајде уште накусо, како да ги поправиме овие состојби? Поправање, за жал, поправање. Пред се треба мораториум и што помалку бетон, повеќе катни гаражи, повеќе зеленило, купи за одмор на охриѓаните, па и на странците. И пак ќе повторам, мораториум. Вака само ви напомнам, ние екологистите од Грачница веќе полнеме, значи 34-35 години од самото наше основање 91 година, покрај проблемите со комуналниот отпад, фекалната канализација, ни беше удар на темата околу неконтролираната урбанизација, верувајте, години, децени назад не смета како непријатели на градот. Еве денес што ни се случи, за жал. Тука е вината и на самите охриѓани, па и на државата, бидејќи јавноста досега не смогна снаги да се сопре овој хаос. За жал. Ви благодарам многу, Стојановски, што бевте дел од утринската програма на македонската телевизија. Ване, Кристина. Да, со ја благодариме на тоа што се надоврзавме на темата. Продолжуваме ние со разговорот во студиото. Професоре, два аспекти сакам да опфатиме, безбедносниот и естетиката. На тема безбедност многу често ни гостуваат и професори сеизмолози, па секогаш поттикнати од глобалните случувања и природните непогоди ги прашуваме дали скопските градби и новите градби би издржале посилен земјотрес. Нивниот одговор е да, и покрај сите наши сомнежи како граѓани, сепак се градат по одредени стандарди. Но што е со естетиката? Како изгледа Скопје низ очите на архитектите? Па, да, добро. Да им веруваме. Да. Практично треба да се има доверба, затоа што и архитектите, и инженерите, и урбаните планери работат заедно во однос на прашањата, на сеизмичките прашања. Тие се поврзани меѓу себе и во тој случај треба да се има таа заеднички поглед или здружување напросто. А прашањето за естетиката, да, секогаш е таа некако во преден план, да кажеме, ние вака се движиме, ги гледаме сликите околу себе. Меѓутоа имав пред некој ден еден магистрант, еден разговор. Тој работи паралелно во Германија во градежен сектор. И вели, во Германија нема така убави фасади, како што се кај нас, а истовремено овде нема така безбедни згради. Знаете, тоа е не сум го гледал на тој начин, мислам, интегрално сум го гледал. Што е таа убавина на фасадата и што е тоа? Што како некаква, или тој тренд, дали е тоа убавин, дали естетика, како субституција за сето она што недостасува, сето она се лепи на површината. Тоа се разбира, тоа е еден провинцијален ефект, ако сакате. Мислам, не е тоа една автентична естетика која има само на површината, меѓутоа ни кажува за нашето поведење, за нашиот однос кон нештата.
Значи, тоа е нешто интегрално. Безбедноста е точно, апсолутно потреба. И на неја се базира, после на неја се извлекува и убавината. Имаше едно, како се велеше, наслов, рубрика, идеше преубави куќи. Значи, не убави, туку повеќе од убави или преку убави. Тоа е вака абсурдно малку. Преубави куќи. Мислам, на кој начин да се толкова убави. На исто времено, овој Максимо Фуксас, мислам, на почетокот на 20 век, рече помалку естетика, повеќе етика. Значи, тоа е важно да се свртеме и кон етичките, а воопшто и кон сите овие други нешта што го чинат, да речеме, начинот на живот во едно место, во градот. Па ние се движиме не само зградите, туку целата околина ни е критична. Целата околина. Мислам, може тука да се создаде еден програм, ако сакате, цивилен или политички. Прво треба да се изчистиме. За да видиме што е. Ако ги видиме градбите од порано, од 70-тите, 60-тите, 80-тите, градени се плански со простор за безбедност, евакуација при пожар, земјотрес и слично. Ако сега ви ги гледаме и снимките од дрон, во скоро сите општини во Скопје може да се лоцираат точки, јас би ги нарекол, од аспект на обичен граѓанин, критични, каде што имаме зграда до зграда, каде што тераса со тераса од друга зграда, едноставно можеш пешки да преминеш во една од соседните згради. Има ли назад од оваа ситуација, бидејќи ние со години слушаме генерални урбанистички планови, булевари, отворени зелени површини, но ако фрлиме поглед во пракса, тоа не е така. Ете, ако гледаме години назад, најмалку што можеа да направат општините и градоначалниците, барем плански во одредени места да има ист број на спратови, па ако зборуваме за естетика, да кажеме да се градат како порано што се граделе во пролеч, например Скопје, ист ред на згради со иста боја на фасада, тоа сега го нема. Има ли назад од оваа ситуација? Како да се спасиме од ова? Да, и интересна работа, мислам. Планското, или она што е ефектот на немпланско, доаѓа преку план. Мислам, сите тие нешта се по некаква планска процедура, со плански документи. Значи има некаков проблем тука на урбанистичките планови и на интерпретациите. Тие треба да се многу јасни, навистина јасни. Ова не е голем, па и Скопје, мислам, цела Македонија. Тоа не е нешто големо, мислам. Тоа може да ни е многу јасно, али е замаглено. Као некаков Гордиев јазеле. Ако е Гордиев јазел, треба да се пресече едноставно. Да се видат кои се тие критички нешта и едноставно да се отфрлат или коригират и така натаму. Како што велите, тоа згуснување, не би требало да постои нови згради втурнати меѓу соседи во кои што елементарни работи, инсолација, погледи немаме, па немаме циркулација. Тоа е некаква предмодерна состојба, среден век. А зашто тоа да го правиме? Кога имаме цел град, имаме една широчина. Исто така, просто во архитектурата, тоа е видливо сите спекулации, мислам. Тука не може што, ние ги гледаме. Да речеме, ако мислиме или ако го гледаме, дека сите подкровија се некаков резултат на спекулации, тогаш треба да ги нема. Едноставно не треба да стои подкровје. Височините исто проблеме зашто да идеме толку во височина, кога ги знаеме различните ситуации. 4 ката, ја вака арбитрарно, меѓутоа мора и до така и конзервативно, елементарно да се каже. 3 до 4 ката. Да, исто има можности и призем и 1 кат, и 2 ката, и 3 ката. Зашто такви градби да нема? Што е ова, мислам? Така да треба некои вака логични прашања да се постават за воопшто, мислам да се реагира. Се разбира, Скопје вака еден хоризонтално протегање. Има место за сите. Има и за погусти, има и за пошироки,
Има и акценти на вертикалните акценти да ги ставиме. Имаме уште многу прашања. Професоре, ќе ве замолам само во една минута, доколку во моментов ве прашаат вас. Професоре, што ви пречи во моментов во Скопје и што сакате вие да промените? Што би било? Еве, ја тргнав да ви кажам. Прво да се исчистим. Тоа е сериозно, јас не го кажам. Тоа е као вака. Не може да не го гледаме. Прво тоа да станат проводни нашите улици. Нашите тротоари да бидат проводни, да бидат достоинствени, да бидат за човек, мислам. За мажи, за жени, за деца. Тоа е елементарната работа. Да се свртиме кон вегетацијата, да ја има вегетација. Меѓутоа, не само као зелена површина. Што тоа значи зелена површина? Ништо не значи. Се и ништо. Што е таа квантификација? Исто така елементарно треба да запознаеме, треба просто вака да имаме субстанцијален однос. Како кон човекот, како кон животните, така и кон дрвата. Знаете. И за тоа ќе зборуваме во наредниот разговор. Ни дадовте одличен вовед во сево ова. Професоре, ви благодариме многу за гостувањето. Ќе ве задржиме со Саманакусо, бидејќи остануваме на истата тема и во продолжение. На истата тема.